Почитувана колешке, какво е моето лично чувство или мислење за тоа како вие комуницирате со синдикатите е една работа. Јас тука зборувам какво е нивното чувство. Не знам дали го слушнавте писмото кое што го прочита колешката Стојановска и како ве нарекуваат. Тоа е една работа. Втора работа, ова е само за КСС. За ССМ мислам дека ви е доволно јасно и тоа да сум можел да влијам во ред, да сме можеле да влијаме во ред, но вашите функционери ги излажале луѓето и синдикатите се лути на вашите функционери. Вие сега таму треба да го барате предметот на расправијата помеѓу синдикатите и владата, кој што за волја на вистината никогаш не бил покатастрофален. Ниту една влада до сега во историјата немало волку нарушени односи со било кој синдикат, а не особено со двата најрепрезентативни. Дали се ностоп ќе има барања кои што синдикатите ќе ги имаат, па владата ќе преговара со нив, но да ги повикате, да ги излажете синдикатите и врз основа на тоа да се базира вашата дискомуникација со синдикатите е со друга работа. Јас од вашата дискусија сватив дека вие сметате дека приватниот сектор не треба да земе ништо затоа што е пазарна економија и дека на секоја фирма е оставено и на секој газда колку плата ќе им даде на работниците. За тоа се согласуваме дека е така, но ние велиме во буџетот има средства за да им се помогне на вработените во реалниот сектор кои што земаат плата од 18 до 22.000. Тоа е барањето наше преточено, ние сме подписници, а е барање на синдикатот кој што го носи името КСС. Дали на вас ви се допаѓа ова или не, вие ќе треба да разговарате со КСС. Ние имаме наши причини зашто сме го поддржале, заради тоа што сметаме дека е разумно. Вие повикајте ги КСС во текот на утрешниот ден и направете со нив расправа и видете зошто тие сметаат дека треба да се поддржи ова барање или зошто го напишале писмото на начин на кој што го напишале. Од аспект дали е нешто направено, еве јас ќе ви кажам мојот личен став дека ништо не е направено. Дека послаба економска политика во изминативе 6 години не се водело никогаш. Дека дури и онаа влада која што ја направи така криминалната транзиција истечат во 90-тите, имале во некои дејности па и поквалитетна економска политика. Ова се може да се каже, ама не може да се нарече економска политика. Затоа што вие можете да кажувате тези бројки, но општиот факт, општото мнение во државата дека вие потврдувате во тој сектор. Дека економија во оваа држава и со оваа влада не постои, дека се наградуваат тие кои што се криминални, тие кои што имаат повеќе сила, дека се казнуваат малите и средните предпријатија, дека даночниот систем е неворед, дека нема доволно пари помеѓу граѓаните, дека сивата економија царува, дека платите ја губат битката со стандардот и тоа е факт. Тоа е факт. Сега вие можете тоа го признаете или не, но токму затоа опозицијската партија не пропушта можност да ве повикува на избори. Ако имавте вие квалитетна економска политика, можеби ќе бевте и похрабри. Тоа го покажи последните соочувања, еве да не навлагаме во тоа како што кажавте. Тоа што се случува надвор во партиите, вие не можете да се оградите. Исто како што јас тука одговарам на прашања од колегите за работи кои што ги направила мојата партија, затоа што кога ќе го отворите Собранискиот вебсайт, а и јас сум представник на политичка партија во парламентот. Да сум независен, тоа е некоја друга работа. Ама кога не сум независен, јас мора да одговорам зошто вие велите буџетот ќе биде 2,9 раст, а премиерот Ковачевски вика 2,3 на трибините. Значи некој тука не ја кажува вистината. И јас тоа морам да го комуницирам. Ставовите на мојата партија, тука се и мои ставови. Затоа што јас го кажувам тоа, наследството, добро или лошо на мојата партија е лично моја позиција во разговорите кои што ги имам јас со вас. И јас со тоа не можам да избегам. Еве да зборуваме за синдикатите. Вие велите фестивал правите. Сега ние правиме фестивал, па не се тие пејачи или па циркузанти, па вие да кажувате дека е фестивал. Сега ако некој мене не ме поддржува, јас не можам да го навредувам. Имало епизоди и кога ние како партија сме биле во сериозно нарушени односи со синдикатите. Дури и како опозиција. Но еве можете да видите сега, затоа што многу често се спомнува општините. Ајде да направиме една ваква анализа, особено една колешка која што седи тука, која што е многу квалитетна анализи, па знае секогаш да кажува за незината општина или општините. Ајде да ги направиме во последниве 10 месеци, или еве последниве 12 месеци, колку локални институции и општини го имаат прифатено на барањето ССМ за усогласување на растот на платите со минималната плата. Ајде да видиме колку владени институции го имаат направено тоа. Ајде да видиме колку општини го имаат направено тоа или институции во општините. Ајде да провериме во каква финансиска ситуација се централни институции, министерства, едно, друго, трето. Ајде да видиме колку се општини. Како стојат општините, а го прифатија ова барање, како стои владата и како кои владени институции го прифаќаа ова барање. Ајде да видиме и така. Сега
вие ги навредувате, од друга страна вие ги кажувате фестивал, па не се луѓето циркузанти, па вие па синдикалците не пеат на Макфест, па вие да кажувате, или не настапуваат на Охридски трубадури. Не, па за фестивал вие ги кажавте, правете фестивали, не настапуваат пеат синдикалците на Охридски трубадури, па да ги нарекувате фестивал. Сега ве молам, немојте тоа така го кажавте. Вие велите, вие сакате да не навредите нас, а синдикатите, па како да не ве перцепираат така синдикатите? Кое барање вие го прифативте? Ви излезете и кажете, ова барање е прифатено од синдикатите. Ние ви кажуваме, барањето од синдикатите за кое што поднесуваме амандмани, не сме ние лицемери. Таму каде што сме можеле, излезете, можете слободно да влезете на Facebook страниците или на соопштенијата на синдикатите и можете да ги видите институциите, дури и локалните, каде што има прифаќање на тоа нивно барање. Има некаде каде што и нема прифаќање, но во најголем дел од локалните институции тоа барање е прифатено. И тоа е факт. Колешке, окей, сега јас да сум како вас, ќе фатам на Facebook, ќе направам скриншот и ќе ви ги читам до сабајле. Не се малку, не се малку. Тоа можете да го зборувате, можеби за вас е малку, но јас ви кажувам 90% од институциите кои што се предводени од мојата партија ги имаат прифатено тие барања на синдикалците. Така треба да оди односот, затоа што на улица. И тука ќе си дозволам да излезам малку од темата и да прокоментирам за една ваша омилена тема. Имаше времења кога вашата партија беше во опозиција и кога пратеници од вашата партија, токму на оваа говорници, токму на оваа комисија критикуваа многу од економските политики на ВМРО-ДПМНЕ. Од јавниот долг, од тоа вложување во автопати, Скопје 2014, омилената тема, се до еден момент додека толкому пратениците на вашата партија не го критикувале концептот на минимална плата, од кој што едната сега е генерален секретар на собрание. И уште еден многу интересен момент кога вашите пратеници, можеме да го извадиме стенограмите за тоа, го критикувале системот на носење на странски директни инвестиции од ВМРО-ДПМНЕ. Сега да одговориме на две прашања. Што е сменето во системот на носење на странските директни инвестиции од времето, пак ќе кажам, на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ? Затоа што е константен партнер од власта. Ништо не е сменето. Ако тогаш се донеле толку институции, инвестиции се извинувам, колку се донесени сега? Да не ја ширам дискусијата, за да не бидам сватен дека ја вулгаризирам темата, одговорете ми само на едно прашање. И тука ќе завршиме со оваа тема. Каде или до каде странската инвестиција во зоната во Тетово, која што ја промовиравте 3 или 4 дена пред локалните избори? Пред последниве локални избори. Каде што се возеа функционери на ДУИ, па и премиерот Ковачевски, па и Заев, мислам дека беше таму, возеа едно автомобилче. До каде е таа фабрика? Нели требаше до сега веќе да почне да биде во напредна фаза градбата? До каде е? Нека објасни некој. Сега, вемо, ако зборуваме, да зборуваме со реалност, да зборуваме и со факти. Мислам дека може и оваа тема да ја отвориме, затоа што заслужува да биде апострофирана, но да се вратиме на суштината. Суштината е амандманот кој што е барање, уште еднаш да повторам на јавноста, од Конфедерацијата на слободни синдикати, се бара 180 милиони денари, за да им се помогне на вработените во приватниот сектор, кои што земаат плата од 18 до 22.000 денари, 3.000 денари, 3 месеци. Толку е барањето. Како што кажа колешката Марија, за многу кратко време овие флоскули ќе треба да се стишат и работниците и синдикатите, покренатите раце ќе си видат кој се грижи за нив, кој ги повикува, кој разговара, кој им кажува може ова не може, а кој само се подбива со нив, ги навредува и не сака да им ги прифати општите барања. Благодарам.